со Милица Младенова, а вие во продолжение ќе гледате вести на КТВ, почитувани гледачи, добро вечер. Со 25 милиони денари асфалтиран патот Курија-Паликура, со тоа се поврзаа Росоман и Неготино. Информацијата е на Маја Алексовска. Благодарение на одличната соработка помеѓу општините Неготино и Росоман и двајцата градоначалници, заврши проектот за асфалтирање на патот Курија-Паликура во должина од околу 3 километри, за што беа издвоени средства во висина од 25 милиони денари. Градоначалниците Ванчо Апостолов и Стојан Чалазов беа присутни на терен и се запознаа со извршените работи од страна на градежното предпријатие Гранит. Патот Паликура-Куријата е најправен од огромна важност за жителите, односно за земјоделците од овој крај. Значи е проект на двете општини, на општина Неготино и на општина Росоман, и верувам дека овој проект кој што сега е при крај, значи не е завршен, се уште завршено е асфалтирањето, има уште некои работи да се завршат, односно да се дофинишира и да се приме технички, кој е од огромно значење, како што кажав, за пристап на земјоделците од регионот на Росоман во винариите, во повардарието, значи во Неготино, и нормално и за земјоделците од Куријата, од Неготино, што имат овоштарници, да дојдат поблиску и да не ги, значи, до Росоман, до откупните пунктови на праските. Општина Росоман и општина Неготино се еве пример за една меѓуопштинска соработка, и каде што на граѓаните од двете општини им го олеснуваме пристапот и до земјоделските диви, но и пристапот од центрите на двете општини, и од Неготино и од Росоман, значи негде за приближно околу 7 километри се приближува, односно и се скратува патувањето на сите кои што имаат потреба да ги посетат двете општини. Двајцата заеднички констатираат дека станува збор за одлично завршена работа, од која бенефитите ќе ги имаат жителите на двете села Курија и Паликура, како и собствениците на земјоделско земјиште во овој регион, на кој од значителна мерка ќе им се олесни транспортот и ќе се намали времетраењето на превозот на производство до откупните центри, независно дали станува збор за грозје, праски, сливи и други култури. Значи, ова е еден комплементарен проект меѓу двете општини, Неготино и Росоман. Ова е патен правец во должина од околу 3 километри. Проектот почна во административна постапка уште во 2010 година и еве тековно соработката продолжува и сега сме во крајна фаза на имплементација, односно како што кажа и градоначалникот на Росоман, завршено асфалтирањето и уште со мала доработка се очекува конечно да се финализира овој проект. Значи, за бенефитите може слободно да кажеме, како за граѓаните од општина Неготино, поточно населението кое живее во село Курија и кое гравитира кон село Курија, исто така и жителите од општина Росоман, тоест Паликура и околните села, слободно за многу кратко време можат да поминуваат низ овој пат и да носат разни земјоделски производи, и исто така им е олеснат пристапот и до нивните земјоделски површини, до лозовите површини, до овоштарниците, до градинарските површини, и затоа сметам дека со ова ја постигнавме целта, а соработката трајно ќе продолжи и понатаму во имплементација на нови проекти со меѓуопштинска соработка. Вкупната вредност на овој проект е 25 милиони денари. Изведуваче реномираната фирма Гранит. Сметам дека за многу кратко време заврши со имплементацијата и тоа доста квалитетно е изработен целиот проект. Паралелно на барање на жителите на Курија, градоначалникот Апостолов им излезе во пресрет и додека механизацијата на градежното предпријатие Гранит беше на терен, се изведе и дополнителен зафат, при што се изврши тампонирање на една улица во селото во должина од 150 метри, а се уреди и просторот пред селските гробишта. Представници на Сдруженијето Винотек и учесници на втората тиквешка винска регата денеска беа примени од градоначалникот на општина Кавадарци Александар Панов. Се разговараше за развој на туризмот во регионот, а регатата да стане дел од туристичката понуда на тиквешијата. Средбата ја следеше колегата Ангел Данов.
Кавадарци и цела Тиквешија имаат туристички потенцијал, но треба уште многу да се работи за да се докомплетира туристичката понуда на регионот, беше заклучено на денешната средба помеѓу градоначалникот на Кавадарци Александар Панов и учесниците и организатори на Тиквешката винска регата, кои изминатиот викенд со кајаци и чамци пловеа по патот на виното со цел промоција на винскиот туризам. Панов рече дека општината ќе работи на комплетирање на туристичката мапа и на развој воопшто на туризмот. Нагласи дека потегот на Сдруженијето Винотек кој ја организираше регатата и понатаму ќе има поддршка од локалната самоуправа. Основната цел на нивното постоење е токму промоција на градот Кавадарци, на културните вредности, меѓутоа и на она што е основа на историска основа на Кавадарци, тоа е виното и винскиот туризам. Мојот разговор беше повеќе насочен сега работно, нели не да прославуваме за тоа што беше реализирано како нивна програмска определба, туку да видиме кои се начините и контактите со локалната самоуправа во правец на промовирање на градот преку винскиот туризам. Неодамно имавме состанок и со луѓе од Светска банка, на кои што дискутиравме за туризмот, односно за можноста за црпење на одредени финансии во делот на туризмот. Исто така, долги години имаме соработка, погранична соработка со некои градови од соседна Грција, пред се тука би сакал да истакнам општина Едеса. И мислам дека нашата соработка со Европската унија и министерствата, ресорните министерства за земјоделие, како и Агенцијата за локален регионален развој на Република Македонија, мислам дека се појдовна основа заедно со ова здружение и со нашето оделение за локален економски развој да во иднина направиме една заедничка апликација, која што ќе има за цел повлекување на одредени финансии и реализација на одреден проект во интерес на градот Кавадарци. Јас би сакал јавно да изразам мојата поддршка на ова здружение. Се надевам дека нивниот ентузијазам нема да згасне и ќе бидат упорни, а ние како локална самоуправа секогаш ќе ги поддржуваме во тој правец. Основната цел е да работиме на туризмот на Кавадарци. Тоа е макотрпна работа. Споделив со нив едно мое лично размислување дека Кавадарци еве со ова што тие го прават доби трет ден како понуда за туризмот. Меѓутоа далеку сне од 7-те или 8-те или 9-те дена кои што би можеле да се понудат како алтернативен туризам. Меѓутоа нема да се откажеме. Ќе работиме понатаму на квалитетот на овој настан, на неговото вклопување во туристичката мафа и туристичката понуда на Кавадарци. Работиме исто така на поврзување со Охрид како алтернатива за дел од туристите кои што доаѓаат и си заминуваат од Охрид. Така што мислам дека се отвара еден поголема можност или поголем спектар за промоција на Кавадарци преку туризмот. Председателот на Винотек Јован Еленов искажа благодарност до градоначалникот и советот што дадоа поддршка за успешно организирање на регатата. Наидовме на едно големо разбирање и поддршка од страна на локалната самоуправа начело со градоначалникот на Кавадарци и на среќа наидовме на поддршка и од останатите градоначалници од Тиквешкиот овој крај наш, од Тиквешијата. Стварно ова идеја, колку имаме сега информации дека е топло прифатена и пошироко на повисок ниво, значи на пошироко во Републиката. И сега денешниот наш разговор беше што рече градоначалникот работен, така променивме некои идеи и зазедовме некој став за понатамошен развој, значи он ни даде една поддршка, еден поттик и стварно ние сега работиме на тоа, не само овој трет ден што го напомена градоначалникот, што можеме како алтернативен туризам да му понудиме на туристите, на гостите, да работиме натаму да го прошириме, бидејќи имаме можност и во еден спој, значи ова што го направивме, што ги споивме водите на реките Црна и Вардар со винариите, да ги споиме и овие нашите други убавени планинските убавени, значи и планината Кожув и сите тие, значи тој крај кој гравитира кон планината Кожув и Тиквешкото езеро и овој богат дел на нашата земја со манастири, со други верски објекти и овој локалитетот
кој е во непосредна близина на нашиот град, локалитетот археолошки стоби. Тоа е еден за нас и предизвик и мислиме дека ние тоа можеме да направиме на добра композиција и да има што да понудиме на домашните и инстранските туристи. Директорот на Тиквешка винска регата Панчо Арсовски нагласи дека подготовките веќе се започнати за уште подобро организирана регата следната година. Ни првен треба да поработиме на самите себе, значи че имаме едукација на келнери, како да го отворат виното, како да го послужат виното и така натаму, значи основната парола останува. Цените се сами себе, да не ценат и другите. Денеска гемиџиите престојуваа во Неготино. Во рамките на одржувањето на традиционалната манифестација Вардарска регата 2014, која оваа година за разлика од претходните се одвива на нешто пократка патека, па наместо до Солун ќе се плови до Гевгелија, денеска гемиџиите престојуваа и се задржаа во краток одмор во близина на Неготино, односно на локацијата кај Вошанскиот мост во близина на ТЕЦ Неготино. Новина во делот на одвивањето на регатата е тоа што овој пат по пауза од еден век по водите на Вардар се плови со копија на гемијата изградена од чамово дрво во столарската работилница во близина на Башино село. Истата за период од 2 месеци ја изработија столарите Стево Коневски и Мето Ѓорѓиев за потребите на Сдруженијето Вардарска регата, а со речиси идентична гемија велешките трговци пред еден век ја носеле стоката на продажба во Солун. Според зборовите на организаторите, оваа година во регатата учествуваат близу 90 на учесници, а според маршрутата предвидено е при патувањето до Гевгелија да имаат 3 ноќевања и 4 дена пловење по водите на Вардар. Вчера Советот на општина Росуман ја одржа 17-та редовна седница. Советот на општина Росуман вчера ја одржа 17-та седница поред за извештајот на Комисијата за финансии и буџет и по предлог одлуките на поднесените барања од правни и физички лица, говореше председателот на Комисијата советничката Маја Миленовиќ. Без дискусија одговорници и без измени на извештајот, истиот едногласно го изгласаа советниците. За извештајот на Комисијата за урбанизам, комунални дејности, заштита на животната средина и природата, говореше председателот на Комисијата советникот Јованче Јошев. Предлог одлуката за бесправно изградените објекти да се вклопат во урбанистичката планска документација едногласно и без дискусии беше донесена, но советниците подолго дискутираа по предлог барањето за дислокација на кванташкиот пазар во Росуман. Советникот Јованче Јошев рече дека до Комисијата доставени се 3 предлози за дислоцирање на истиот, од кои едниот е улицата кај фабриката Скок Трейд, вториот старите простории на Душан Киричка и патот Градско Прилеп и третиот во близина на старото училиште. Советникот Ристо Јошев говореше дека најдобро решение би било улицата кај Скок Трейд со оглед дека не е толку фреквентна и безбедноста би била поголема. Според него на такво место земјоделецот би бил подостапен до купците, а цената на производите би била повисока. Наспроти него за Спаса Ристов решение е старото училиште, бидејќи постоечкиот кванташки ни одалеку не ги задоволувал потребите. Ристов смета дека улицата кај Скок Трейд не би била решение, туку проблем за жителите. Советникот Атана Стојанов по ова прашање побара поголема одговорност и проекти наместо нагодувања. Според него власта троши многу на проекти со игралишта и паркови, наместо на сериозни чекори кои ќе го подобрат стандардот на земјоделците во Росуман. Улицата кај Скок Трейд би било во моментот најидеалното решение и според председателот на Советот Маријан Чопенчев. Тој од советниците и Комисијата побара да се закаже состанок со директорот и представници на јавното комунално предпријатие за да се дискутира и утврди можноста на тоа место да се постават јавни клозети, да се обезбеди вода и место за смет, па потоа да се дислоцира кванташкиот пазар. Вака дадениот предлог на председателот Пенчев советниците го усвоија едногласно. Павле Димов, како председател на Комисијата за здравство, социјална заштита, заштита на децата и јавна безбедност, говореше за извештајот на Комисијата. Едногласно беа усвоени извештаите за јавната безбедност и безбедноста во сообраќајот на подрачјето на Росуман за првото и второто полугодие од 2013 и утврдувањето на работното време на детската градинка Прас
Праскичка. Дискусии предизвика предлог одлуката за измена и прераспределба на средства од буџетот на општината утврдени за Праскичка. Советникот Атанас Стојанов од говорница јавно потенцираше дека по оваа точка ќе биде воздржан со образложение дека не поддржува незаконитост. На ова реагираше градоначалникот Стојан Челазов. Ова е власт која работи за граѓаните, за развојот на општината и за правилната нега и воспитување на децата. Сите деца од градинката се нашата иднина и нашата водечка сила. За нив се грижат луѓе со високо образование и кадар одбран од Министерството. Бидејќи сме се уште во едно предизборие, ситуацијата е таква да мора законски да пренаменеме средства за тие луѓе, појасни Лазов на говорница. Оваа точка од дневниот ред советниците ја усвоија со 7 гласа за и 1 воздржан. Делегација од Тиквешијата деновиве беше во посета на Конак, најголемата општина во Измир, Република Турција. Делегација од Тиквешијата, предводена од советникот на општина Росуман Ристо Јошев од 22 до 25 овој месец, по претходна покана од председателот на Сдруженијето на македонците во Измир, Хулија Јетишкин, беше во официјална посета на Конак, најголемата општина во Измир, Република Турција. Дел од делегацијата беа градоначалниците на Градско и Демиркапија. Представник на општина Росуман беше советникот Ристо Јошев, а поради работни обврски своето патување во последен момент го одложија градоначалниците на Неготино и Росоман. Своето задоволство што позитивно на поканата одговори тиквешката делегација, него сокри градоначалничката на општина Конак Сема Пегдаш. Пресрекна што јубилејната 10 годишнина од формирањето на Сдруженијето на македонци во Измир ќе ја слави заедно со тиквешани, еве што рече во изјава за КТВ. Синоќа заедно бевме тамо, денеска сте тука во моето работно место, това не е општината на Конак, не е само ова, и од другата страна имаме уште една зграда, имаме повеќе згради, затоа сум денеска повеќе радосен што ме посетивте на работното место, повторно пак добро дојдовте. Веќе на фестивалот ќе бидете присутни вие и јас ќе дојдам таму со вас, заедно ќе бидем, бидејќи сите сме од една страна дојдени, сите сме иселеници од на реката од таа страна. Тука во градот живеат повеќе иселеници, не што се од тука. Затоа со вас ќе бидеме поблиски од сега натаму, ќе се дружиме повеќе. На средбата со градоначалничката секој од македонската делегација говореше за својата општина, за напредокот, развојот и отвореноста за соработка и создавање услови за странски инвестиции. Македонските представници се заблагодарија за гостопримливоста и убавиот пречак и оставија отворена покана до градоначалничката за посета на Македонија. А обострано на средбата се разменија и пригодни награди и сувенири кои ги отсликуваат убавините на Македонија и Турција. Пред објективот на камерата на КТВ, која будно ја следеше целата посета, своето задоволство од посетата го изразија организаторот и представник на општина Росоман, советникот Ристо Јошев и градоначалниците на Градско и Демиркапија, Жанета Чаушевска и Трајче Димитриев. Се надевам дека во нареден период ќе ги организираме и фолклорни друштва од овие наши општини да бидат гости во Измир, а во исто време и пензионерите од Тиквешкиот регион ќе бидат гости тука заедно со нивните колеги во Измир, така што соработката ќе почне во тој дел, а во исто време ги повикувам и бизнисмените од нашиот крај да се организираат преку стопанските комора на Македонија или на Тиквешкиот дел, тука да дојдат, значи тука има луѓе кои сакаат да ја посетат нашата општина и нашиот дел Тиквеш, со цел да инвестираат во некои заеднички инвестиции, каде што мислам дека може да се најдат големи луѓе кои сакаат да бидат дел од целата запознавање или зближување на бизнисмените од нашиот дел со бизнисмените од Измир. Целта е културно зближување на општините, но исто така и можности за економска соработка, да се отворат првите чекори кон соработка како културна, така и економска од двете страни. Денеска се наоѓаме во Измир по покана од Аднан, тоа е председател на Сдруженијето на македонците, на иселениците македонци од Македонија во Турција. Они на денешниот ден имаат голема прослава
се собираат сите македонци што се иселени и од Македонија и од Балканот, така да големо задоволство ние што денеска ќе присуствуваме на оваа веселба, на овој нивни фестивал. Исто така ќе имаме големи работни посети со градоначалничката на Конак, потоа ние исто така треба на денешен ден да подпишеме збртимување со општина Дикели. Тоа е една мала голема општина, за разлика од нашите, тоа е некаде со околу 50.000 жители, се наоѓа покрај морето во Измир. Голема чест ни е исто така и со нив да го овековечиме тој чин, а бенефит општина Демеркапија би имала размена на културните знаменитости што ги има и Турција и Македонија. Исто така сакаме, ако можеме, економски да ги поврзиме нашите две општини. Има доста бизнисмени одека од Турција што би дошле да инвестираат во Македонија. Искреното внимание кое градоначалничката на Конак Сема Пекдаши го посвети на македонската делегација не заврши тука. Таа беше организатор на заедничка вечера на која повторно беа разменети искуства и се прецизираа повеќе средби и планови за воспоставување на заедничка соработка на економски и културен план. Пекдаш вети дека многу наскоро позитивно ќе одговори на поканата и ќе ја посети Македонија, односно Тиквешијата. Специјална емисија за убавините на Измир и животот на македонците кои минатото ги однело таму, ќе имате можност да проследите многу наскоро на програмата на КТВ. Фени Индустри денеска по 7 пат ги отвори вратите за граѓаните да можат одблизу да се запознаат со работењето на овој комбинат. Отворен ден секој последен петок во месецот ќе се организира и во наредниот период, како што нагласуваат од компанијата, со цел сите заинтересирани граѓани да можат да се пријават и да ја посетат фабриката. Младинците од Кошаркарската академија Фени Индустри и практикантите кои во моментов извршуваат практична настава беа посетители на 7-миот отворен ден во компанијата Фени Индустри. Тие дојдоа одблизу да се запознаат со работењето на фабриката, со техничко-технолошкиот процес, напредокот што Фени го има постигнато во изминатите години во делот на производството, инвестициите и екологијата. Посетителите имаа можност преку видеопрезентација и прошетка низ производствените погони да го согледаат работењето на фабриката. Поставуваа прашања поврзани со екологијата и заштитата на животната средина. Од стручните лица во фабриката добија одговор дека Фени има многу инвестирано на полето на екологијата и дека доследно ги спроведува сите законски регулативи. Од Фени информираат дека отворениот ден има троен учинок, бидејќи опфаќа 3 општествено одговорни категории. Самиот настан има информативно-едукативен карактер и ги опфаќа сите засегнати страни. Овој пат посетители се младинците на Кошаркарската академија Фени Индустри, уште еден општествено одговорен проект на Фени, кој го поддржува спортот и младите луѓе, и на кој Фени се посебно горди оваа година, бидејќи го освоија третото место на македонскиот национален шампионат. Истовремено посетители ни се и практикантите кои моментално извршуваат пракса во компанијата, и тоа во секакви бранши: инженери, металурзи, машинци, електроинженери, економисти, информатичари и логистичари. Практикантите се трета општествено одговорна категорија опфатена со овој настан, со што Фени ја демонстрира својата поддршка кон создавање стручно образовни и квалификувани кадри, рекоа од компанијата. Младите кошаркари беа презадоволни што имаа можност одблизу да се запознаат со својот поддржувач и од каде и на кој начин доаѓаат средствата што ним им овозможуваат да се развиваат како таленти. Најпрво сакам да им се заблагодарам на вработењето од Фени Индустрија, од целиот кошаркарски клуб. Денеска сме во посета со млади играчи од Фени Индустри. Најпрво да се запознаеме што и како, од каде, како функционира Фени Индустри и од каде доаѓаат тие приликни средства од кои што можеме да функционираме како кошаркарски клуб. Импресиите се, презентацијата ја водеше Виктор одлично, незапознат со секој оддел на Фени Индустри, со човечки ресурси, со се,
ми мислам дека на овие млади кошаркари им стана јасно што и како функционира Фени Индустрија. Резултатите се за оваа година одлични, каде што нашите две генерации кои што беа напреварувани во двете категории, во младински и во кадетска, освоија трето место и четврто место, каде што двете екипи наши беа пласирани во Final Four, во 4 најдобри. Имавме тоа што ни беше зацртано, тоа и го остваривме за оваа сезона. Што кажа нашиот тренер Липчо Маринков, ги остваривме нашите резултати, стигнавме до Final Four, од кои 3 екипи беа скопски, само единствената екипа беше од Кавадарци. Сепак денеска дојдовме да посетиме фабриката да видиме нашиот доаѓа нашите средства за нашите резултати. И тоа беше тоа. Имате мотив за подобри резултати? Да, имаме мотив. Исто така не поддржуваат нашите тренери, кои ни пружија добра шанса оваа година. Стигнавме до тоа што не беше зацртано. Се надевам дека може и подобро да биде наредната година. Оваа година завршиме 4-то место. Пред 2 години бевме трето, па се надеваме на прво. И практикантите го искажаа своето задоволство што имаат можност практично да се надградуваат во компанија со светско реноме како што е Фени, каде буквално сите професии се застапени, а по презентацијата и посетата во фабриката што го докомплетира нивниот впечаток, отворено кажаа дека се надеваат дека еден ден и тие ќе работат во Фени. Најнапред да се заблагодарам и јас денешната посета за тоа што ни овозможува Фени да се запознаеме со подлабокиот дел на функционирањето и на работењето на компанијата. Инаку јас сум практикант во Фени, Крстева Марија, и сум студент на информатика. Практикант сум во одделот за IT сектор. Прекрасно е да се биде овде практикант, значи сите привилегии ги имаме. Убаво е секој да може да дојде и да сака, се учат многу работи, многу се посветува внимание благодарение на менторите. Значи, играат добра улога, добро се поставени кон нас, добро ни кажуваат кои цели треба да ги постигнеме, кои задачи да ги извршуваме. Мислам дека со нивна помош и со наш поголем труд ќе постигнеме и ќе ги постигнеме нашите цели за војнина кои ќе ни користат, и се надевам дека после завршувањето со пракса и после завршувањето со факултет, после дипломирањето, вратите во Фени ќе ни бидат отворени, барем доколку се може. Фени ја искористи можноста повторно да упати покана до сите граѓани од Кавадарци, но и од цела држава, дека секој последен петок во месецот ќе има ваков отворен ден за граѓаните, а тие треба да се пријават со испраќање имејл на адресата zivotnasredina@feni.mk со име и презиме и назнака пријава за отворен ден. Кожувчанка и Синалко денеска ја доделија главната награда автомобил Тојота од наградната игра Наградна прогноза. Најсреќна е Даниела Миланова од Кавадарци. Само еден од 8 испратени кодови за неа беше најсреќниот. Кожувчанка и Синалко денеска заокружија уште една успешно организирана и спроведена наградна игра. Главната награда автомобил Тојота од наградната прогноза заврши во Кавадарци. На автомобилот денеска му се радуваа речиси сите случајни минувачи низ новиот центар на градот, а клучевите од истиот отидоа во рацете на најсреќниот во наградната игра Даниела Миланова од Кавадарци. За Кожувчанка и Синалко завршува уште една плодна наградна игра, а за следната веќе се крои планот. Од компанијата велат дека покрај Битола и Прилеп како најсреќни до сега на главната награда со задоволство по втор пат се радува и Кавадарци. Наградната игра Наградна прогноза на Кожувчанка траеше од 17 март до 16 јуни овој месец. Од текот на наградната игра сме задоволни, за разлика од минатите години се покажа постојан пораст на продажбата за времето на одржувањето на наградната игра. Најсреќниот добитник за среќа наша е жител од Кавадарци, ја доби оваа прекрасна Toyota Corolla. Инаку досега доделивме две Toyota Aygo, двете се паднаа во Прилеп, едната во село Ропотово во Прилеп, а другата во град Прилеп. Што се однесува до воиднина, се очекува наредната година да се организира друга наградна игра заедно со нашиот партнер Toyota Автоцентар од Скопје, каде што би се договориле какви награди би имале, но сигурно би биле вредни како оваа награда и досега.
Само 8 кодови кои беа за етикетата испратила среќната Даниела Миланова и станала еден од учесниците во наградната прогноза на Кожувчанка. Таа се уште е без положен возачки испит, но тоа е следниот нејзин чекор. Како реагирала штом слушнала дека добила автомобил, еве што вели Миланова. Па испратив околу 8 кода и ете, значи, јас бев најсреќниот добитник од целата наградна игра, значи, мене ми се насмевна среќата. Не, немам положено. Меѓутоа, да, во план сум, да си положам и да бидам шофер. Значи, чувството е неописливо, значи не можам да опишам со зборови. Моментално и не бев дома, кога беше во тек извлекувањето на наградната игра. Така да не верував, најпрви не верував, дека баш мене ми се падна наградната игра, ама тоа е тоа. Мојата порака до сите е, значи, пиете ги производите на Кожувчанка и Синалко, учествувајте во сите наградни игри и очекувајте вредни награди. Покрај главната награда автомобил Тојота, во текот на целиот процес на играта Кожувчанка и Синалко доделија и низа други вредни награди. Од 1 јули компаниите кои сакаат да ја донираат старата информатичка опрема ќе може да аплицираат. Во исто време за помош ќе може да аплицираат и социјално загрозените семејства. Користена информатичка опрема од државни и приватни компании и граѓани бесплатно ќе им бидат поделени на социјално загрозени семејства за да можат и тие да ги почувствуваат придобивките од информатичко-комуникацијската технологија. Според министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски, станува збор за проект кој Министерството ќе го реализира заедно со ИКТ комората при Сојузот на стопански комори и кој ќе почне да се реализира од почетокот на новата учебна година. Сите приватни компании и државни институции кои имаат ИКТ опрема, а што сакаат да ја донираат, треба да се пријават на веб страницата donacii.mioa.gov.mk, која од 1 јули ќе има посебен формулар. До тогаш ќе можат преку електронска пошта на doniraj@mioa.gov.mk да ја достават листата на опрема што ја поседуваат. Компанија со возило ќе ја превземе опремата од нивниот магазин и истата ќе биде репарирана, изчистена. Оние делови што може да се искористат ќе се инсталира оперативен систем од отворен код. Сите граѓани кои се заинтересирани за оваа опрема ќе може да се пријават на веб страницата, а доколку немаат интернет треба да ги искористат интернет клубовите на Министерството низ градовите во државата или пак да се обратат до институциите на Министерството за труд и социјална политика и да пополнат формулари, информира министерот Ивановски. Со компјутерите не е обезбеден бесплатен интернет, затоа Ивановски апелира интернет провајдерите доколку се во можност да се вклучат во акцијата. Саша Огниновски, председател на ИКТ комората, потенцираше дека со оваа акција не е намерата да го соберат отпадот од компаниите. Напротив, ќе ги употребиме само оние компјутери кои може да се искористат и за кои стручните лица од нашите компании ќе проценат дека се во употреблива состојба. Со соодветна репарација, компаниите членки на ИКТ ќе влезат во еден инвестицијски циклус со кој одредени амортизирани делови ќе ги заменат и ќе ги доведат во исправна состојба, појаснува Огненовски. Заврши првата етапа од четвртата поред ликовна колонија лето 2014 Вила Тодоров, Кожув. Таму беше колешката Миријана Мукаетова. Во прекрасниот амбиент на Кожув планина, сместени во Вила Тодоров, 13 ликовни уметници има можност 8 дена да се дружат и да творат во рамките на четвртата поред ликовна колонија годинава со наслов Лето 2014 Вила Тодоров, Кожув. Плодот од престојот во овој прекрасен амбиент се 26 платна работени во масло, кои секоја поединочно го сликуваат индивидуалниот творечки порив на секој од уметниците, инспирирани од природата и амбиентот на кој никој не може да остане имун.
Заеднички именител на новосоздадените дела на прв поглед се прекрасниот колорит, силната експресија и индивидуалност на поедини сликари, што се подвртува и со изјавата на ликовниот уметник Ристе Соколов, како своевиден ментор на младите ликовни уметници учесници во оваа прва етапа од колонијата, дека од создадените дела можеме да одвоиме вистински ликовни бисери, кои долго време ќе останат да сведочат за времето и местото во кое се создадени. Задоволни од учеството во колонијата и престојот во Вила Тодоров, повеќето од ликовните уметници изјавија дека почувствувале огромна инспирација и дека повторно ќе дојдат на Кожов. Јас на почетку кажав, према вака гледајќи ги младите уметници, кажав дека ќе има дружини, дека ќе има добри слики. Сето тоа успешно помина, многу се дружија, самото дружини дадоа и плод на убави слики. А ја мислам дека нема рамнодушни си одат, ја памтат ова нивно дали прва колонија или втора. Јас со нив добро се уклопив, ме прифатија, тоа е најбитната работа, кој ќе ти прифатат и барат и совет. Се тие совет ја оствари му го дадов, без да штедам од моето искуство, али најбитното беше што они осетија дека колонијата не е само да се дојдеш се дружиш или нека така работа, дека колонијата е еден дел на инспирација на целиот живот. Значи, од тука они почињаат да црпат веќе првите ние слики, првите дружини со уметноста. Секоја колонија има своји бисери во делата, дали сметаш дека по квалитет има ова колонија дадене интересни бисери и квалитетни во поречкиот дел? Да кажам дека има бисери и многу добри дела испадна. Некогаш може се направи многу добро дело на колонија, не е битно времето, него е битно како си расположен. Тоа не се планира. Многу бисери испадна. Мислам, че го видите на изложба. Грандот од 1000 евра, што во рамки на програмата Еко училиште го доби Општинското основно училиште Тоде Хаджитефов Кавадарци, деновиве се користи за замена на старите со нови еко сијалици. Општинското основно училиште Тоде Хаджитефов Кавадарци во рамки на програмата Еко училиште доби грант од 1000 евра од ДОХО и Швајцарската агенција за развој за проектот Еколошка сијалица вреди енергија за тебе штеди. Деновиве училиштето го користи отсуството на ученици и ги крунисува проектните активности со замена на обичните светилки со еколошки LED туби во две училници и ходник од влезот и задниот излез, каде има најмалку дневна светлина и искористеноста на светилките е скоро во текот на целиот ден. Со овој зафат, велат одговорните наставници, во проектот се очекува заштеда на електрична енергија, а со тоа и финансиска заштеда за училиштето. Исто така, со замената на постоечките сијалични места со еколошки сијалични места ќе се постигне подобрување на осветлувањето во училниците и во училиштето. Во рамките на овој проект, со учениците и училишната заедница, во изминатиот период се реализира и многу други активности за подигнување на еколошката свест и култура за штедење на електричната енергија и создавање навики за рационално користење на електричната енергија. На тој начин, не само што добиваме финансиска заштеда, туку и намалена емисија на CO2 во воздухот и намалено загадување, додаваат од училиштето, потенцирајќи дека со ова уште еднаш Тоде Хаджитефов потврди дека води екополитика и се грижи за животната средина. Учениците и вработените секогаш праќаат порака за тоа дека треба свесно и паметно да ги користиме ресурсите на природата, да ја чуваме и негуваме нашата околина, бидејќи нашиот опстанок зависи од опстанокот на планетата Земја. Помагајте им на децата, тие заслужуваат љубов и поддршка, им порачаа денеска ластарчињата на собствениците на Дуки Тасо, доделувајќи им благодарница за несебичната помош, финансиски поддржувајќи го фестивалот.
По компанијата Кожувчанка денеска и Дуки Дасо од Неготино доби благодарница од детскиот фестивал Ластарчиња во знак на благодарност и почит за искажаната несебична финансиска поддршка кон фестивалот, со тоа и детската песна во Кавадарци. За да живее песната, дечињата побараа од сопственикот несебично и понатаму да помагаат не само на фестивалот, туку на сите млади кои имаат потреба од помош. Еве што младите им рекоа на собствениците од Дуки Дасо. Од името на сите учесници во фестивалот Ластарчиња, ви благодариме што бевте дел од детскиот фестивал Ластарчиња. Со вашите подароци ги развеселивте нашите детски срца. Веруваме дека и понатаму ќе бидете со нас, со нашата песна и игра. Дека детската песна заслужува помош и поддршка, уште еднаш потврдија и собствениците на Дуки Дасо, кои не го крие задоволството што токму Ластарчињата се во нивна посета. Задоволство ни беше да бидеме дел од фестивалот Ластарчињата и со нашите скромни подароци да ги направиме дечињата среќни. И понатаму ќе бидеме секој пат со вас. Благодарам за благодарниците. Кавадарци се покажа како одличен домакин на квалификациите за Европското првенство во кошарка 2015, рече денеска директорот на женската кошаркарска репрезентација на Македонија Јане Петковски и нагласи дека салата Јасмин добила исто така високи оценки од делегациите на ФИБА. Петковски се сретна со градоначалникот Панов и му подари македонско знаме подпишано од репрезентативките. Независно од тоа што резултатите се слаби за нашата репрезентација, мора да признаеме дека и кога сме јаки и кога сме слаби, треба ние како општествени работници, како општини и како држава да стоиме секогаш зад нашите спортисти. Сепак ова на некој начин беше подмладокот на репрезентацијата или убедливо најмладата репрезентација во квалификациите. Игравме со многу повозрастни, поискусни кошаркарки, некои од нив и беа тука еднаш во Кавадарци и играа фактички истата екипа или надополнете појачана со други кошаркарки. Се надевам дека еве Кавадарци ќе биде отскочна даска или прва во сплетот на собирањето на искуство на нашата репрезентација со појачувањата кои што ги имаме од страна да изградиме наредните години една јака репрезентација и сепак да се надеваме и да работиме на тоа со наша помош, меѓутоа со стручна помош на Кошаркарската федерација во наредниот период да имаме што е можно повеќе успеси од нашата женска кошаркарска репрезентација. Кавадарци знаете дека е расадник на кошаркари и кошаркарки, бевме прваци и во машка и во женска конкуренција. Ова прилика би сакал еве поскумно да издадам, да искажам моја благодарност и до фамилијата Белевски. Тоа го правиме заедно со Кошаркарската федерација на Република Македонија за нивниот придонес во делот на Кошаркарскиот клуб од Кавадарци, кој што беше и првак на Република Македонија, и да продолжиме по тие стапки, односно да бидеме сведоци и активни чинители во наредниот пласман на едно големо надпреварување на нашите кошаркарки. Да се благодарам на градоначалникот и Советот на општина Кавадарци, кога сега после 2 дена официјално може да ги сумираме сите впечатоци од изминатите, да кажам, 25 дена наш престој тука во Кавадарци. Обавивме разговори со тројцата делегати кои што бе спратени од ФИБА Европа да ја наблюдуваат комплетната организација пред, за време и по завршување на преварот. Тие обавија разговори со екипите, гостинските екипи. Можам да слободно да кажам дека добивме највисоки оценки и препораки од страна и на делегатот и на гостинските екипи за инфраструктура, храна, транспорт, сместување, спортските услови во салата Јасмин, и можам да кажам дека ние имаме уште една од малките сали во Македонија кои што исполнуваат стандард број 1 за одржување на највисоки надпревари на сениорско ниво. Значи секоја година ФИБА Европа ги заострува критериумите и тешко е да Македонија мала земја да ги прати тие строги стандарди, но салата Јасмин успешно се справи со сите тие еден, да кажем, мал милион барања од ФИБА Европа за да го завршиме овој циклус на највисоко ниво.
се надевам дека сите девојки после 2 или 4 години во наредните циклуси, кога ќе се сетат, кога ќе направиме некој значаен успех, каде почнале или зошто да не го направиме повторно тука, некој значаен успех. Некако ни тргна со женската кошарка 2010-та, у 20 жени, па сега сениорките, се надевам сега. Наравно ќе продолжиме со женската, ако зошто не и машката кошарка во Кавадарци, само и веќе успеси ќе почнеме да редиме во Кавадарци. Публиката тука знае да цени успеси и да дојде да го бодри тоа, па сме останале должни кон публиката во Кавадарци да ги наградиме со малку добри резултати. Се надевам дека тоа во наредните години ќе им го возвратиме, но во секој случај Кошаркарската федерација, а сигурно и другите федерации ќе го забележат ова. Сите што имаат спортови кои што се играат во сала ќе видат дека Кавадарци е сериозен партнер и дека ќе можат слободно тука да дојдат и да ги одиграат своите надпревари. Во сала јасно. На крајот следува и временска прогноза. Времето утре ќе биде сончево, топло и ветровито, ќе дува умерен северен ветер, а максималната температура ќе го достигне 33 степен. УВ индексот ќе биде 8. Гледавте вести, имајте пријатна вечер со програмата на КТВ.